Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. 37-годишна родилка починала вчера околу 15 часот и 40 минути, откако претходно била упатена од Кумановската болница кон ургентен центар Карил во Скопје. На родилката е било дадена анестезија, пошто таа не се разбудила и со возило на итна помош била препратена кон скопските клиники. Случајот бил пријавен во секторот за внатрешни работи Куманово во 20 часот. Основен јавен обвинител наредил обдукција на телото. Преземени се сите мерки и активности за да се спаси 37-годишната родилка, открива Паланка, соопштија денеска на пресконференција лекарите и менаџерскиот тим од Кумановската општа болница. Родилката информираше директорот на болницата во Кумановската болница во 12 часот се породила со царски рез. Операцијата поминала вообичаено, но настанале потешкоти и при будењето на родилката и покрај преземените мерки да се подобри дишењето. Тимот на лекари одлучил таа да се транспортира до терцијална здравствена установа и во придружба на стручен тим била префрлена на Карил во Скопје, каде починала во 15:40 часот. Го пријавивме ова случај во Министерство, во сектор за внатрешни работи, бидејќи на нас ни е многу жал што се случи таков настан на семејството. Ова сочувство ќе изразам кај ова семејството. Процедурата е ваква, пратено е до судска медицина, таму ќе се направи обдукција и по добиените резултати ќе ја знаеме точната причина од што пациентката почина. Имаме ние ова комисија за унапредување на здравствени услуги, здравствена заштита. Веќе од сабаље работиме во припадот, во случајот и во случај да има некоја лекарска грешка, ќе преземе мерки. Значи, ништо не укажуваше првично дека може, дека постојат некакви опасности за било каков лош исход. Нормални се процедурите за хитност, значи, кога постои хитност за оперативен захват, значи, можностите за подготовка на пациентот и следење се краткотрајни. Значи, се влегува хитно во операциона зала и се дава најнормална анестезија за хитни случаи. Операторот и асистентот са над 20 години акушери кои со големо искуство са, така да во медицинската техника нема никаква грешка и во дел на анестезиолошката, бидејќи тука едно со друго набадење на децата, ние имаме релаксанти и други работи. Ниеден момент жената не е била угрозена за време на операцијата. Ниеден момент и тензија ништо не са приметиле анестезиолозите тука. А ние проблемот ќе го добиеме, односно одговорот, кога на обдукција ќе ги добиеме сите резултати. Бебето е во одлична здравствена состојба, тука е, тој е се во ред со него, да. Здраво бе, докторе, викам, ја тебе чекам за сопругата да прашам, вика, стварно многу ми е жал, вика, не можеме да ја спасиме, вика, починала, вика. Не е било од мене малтретирано, многу е било чувано со овие 4 години, кој сака не каже, она си само знае. Случајот, велат од болницата, е пријавен во Министерството за внатрешни работи и ќе се чека на обдукција која ќе ги покаже причините за смртта на родилката. Комисија за унапредување на здравството од болницата ќе го следи случајот и ако има било каква лекарска грешка ќе се преземат мерки, но засега ништо не укажува тоа, децидни се лекарите. Нагласуваат дека во моментов кај нив се присутни комисии од терцијалната клиника и од Министерството за здравство. Новороденчето на родилката, која е нејзина 7-ма бременост, е во добра здравствена состојба. Претходно за медиумите изјава даде и сопругот на родилката со која тие живееле во вонбрачна заедница, кој раскажа дека неговата веќе почината сопруга имала уредна бременост која водел гинеколог од Крива Паланка. Тој рече дека првин го информирале дека сопругата се породила со машко дете, прво во нивната вонбрачна заедница, но дека потоа му ја соопштиле тажната вест. И тој рече ќе ги чека резултатите од обдукцијата за да знае дали причината за смртта на неговата сопруга е лекарска грешка или не. Сепак нагласи дека нема услови сам да одгледува бебе и дека веќе се грижи за 3 деца на неговата почината сопруга од првиот брак. Жителите на Пчиња денеска излегоа на протест и го блокираа локалниот пат кој води до Куманово. Бараат од надлежните институции да излезат на терен и да ја согледаат состојбата со работата на еден од многуте каменоломи кои се наоѓаат во близина на селото. Секојдневно низ овој патен правец поминуваат голем број на камиони кои тежат и до 50 тони.
Многуте каменоломи кои се наоѓаат на подрачјето на селото Пчиња секојдневно на жителите од ова населено место им создаваат проблеми. Иако локалниот патен правец е изграден пред една година, веќе ги трпи последиците од тешките товарни возила кои секојдневно пренесуваат и над 50 тони камен и песок. Преку протести и блокада на патот кој е изграден од државата, сакаме да го изразиме нашиот револт и бараме надлежните институции да излезат на терен и да најдат решение за проблемот, велат жителите. Значи сега блокадата правиме еден протест правиме ради тоа сакаме да ги известиме надлежните институции да преземат мерки, да дојдат на лице место, да ја проверат работата на овој каменолом. Патот е направен од страна на државата и во патот е вложено милион евра и мислам дека самата држава треба да преземе нешто, да не дозволи да се уништува патот, да се престане со уништување на овие тешки камиони кои се над 40 тона. А исто така патот е за 7 тона, имаше поставено сообраќајни знаци во кои најверојатно собствениците на каменоломите ги имаат изванува знаци. Освен што штета по своето здравје трпат жителите, каменоломот представува опасности за земјоделските култури и добитокот, рече Ивица Симоновски кој има собствен бизнис во селото Студена Бара. Пут све што е направен, што е уложено од државу, пут сваки ден се упропастува, значи сами може да видите дека има и упропастено од njega. Ја имам бизнис, значи там ми е бизнис, мора да иду сваки ден. Доколку го скршив пут, мој бизнис пропада, нема докуде имам земјоделие, имам земја под концесију, 2 фарме тамо за свињи и овце. Ја мислу дека треба подхитно да се намести в знаци, кои ќе су до 7 тона. Инаку, поголемиот дел од местното население има соберено и петиција за да овој каменолом се дислоцира и да се обезбеди дополнителен спореден пат од локалниот. Имаме ние петиција од 400 жители на Пчиња кои се против работа на овој каменолом. Па верувам дека самата држава ќе преземе нешто во кое што на овие луѓе да не доста ние имаме проблеми од депонијата и од другите каменоломи. Мислам дека треба да престане овој каменолом да се дислоцира и да престане со работа. Жителите на Пчиња најавија дека ќе продолжат да протестираат се додека одговорните не најдат решение на нивното барање, дислокација на каменоломот. Во тек е пријавувањето за бесплатен летен одмор и рекреација за деца од семејства со социјален ризик. Од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Крива Паланка информираат дека децата од социјално ранливите категории од општина Крива Паланка и Ранковце може да поднесат барање најдосна до 20 јуни, односно до пополнување на предвидениот број на корисници. Од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Крива Паланка известуваа дека до 20 месецов трае пријавувањето за услугата бесплатен летен одмор и рекреација за деца од семејства корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, детски додаток, родителски додаток, како и за децата без родители и родителска грижа. За користење на услугата може да се пријават деца родени во период од 2001 до 2006, односно ученици кои во учебната 2015-2016 посетувале 5, 6, 7, 8 и 9 оделение и деца корисници на посебен додаток до 26 години. Бесплатниот одмор ќе се реализира во текот на летниот распуст во смени од по 7 дена во некој од летните туристички центри во земјава. Одобрениот термин за користење на услугата не може да се менува освен доколку постојат оправдани причини. Како и претходните години, услугата опфаќа 6 полни пансиони, ноќевања со 3 оброка дневно, едукативни, забавни и спортски активности, а децата корисници на посебен додаток имаат право на придружник за време на одморот. Лицата кои ќе ја користат услугата ќе бидат известени од страна на надлежниот центар за социјални работи. Во организација на Кумановскиот младински центар Мултикулти на градскиот плоштад беше организиран хепенинг, каде со многу музика и забава беа презентирани резултатите од неколкуте работилници во кои се вклучија средношколци од Куманово. Повеќе во продолжение.
Младинскиот центар Мултикулти на градскиот плоштад во Куманово го организираше завршниот настан за сезонава од проектот Мултикулти социјален младински сервис, на кој средношколците од Куманово пред пошироката јавност ги презентираа своите достигнувања и продукти од претходно одржаните работилници. Посетителите имаа можност да проследат изложба на фотографии, модна ревија на која беа презентирани модели изработени од рециклирачки материјали и да проследат театарски перформанс. Проектот, кој е поддржан од UNDP, опфаќаше двомесечни 4 вида работилници наменети за средношколци, кои се одвиваа во просториите на центарот. Ова е завршниот настан на циклусот на работилници за средношколци на Мултикулти. Тие беа присутни на работилници кои траја 2 месеци, 4 работилници за театар, за фотографија, уметност од рециклирачки материјали и работилница за кариера и интерес. Овие работилници беа дел од проектот Multiculti Social Youth Service, кој што е финансиран од UNDP, програмата за развој на Обединетите нации, и ние сега ќе ги прекажеме сите наши финални продукти со многу музика и со многу забава, и се надевам дека на сите учесници и на сите присутни ќе им биде многу убаво за овој финален настан. На работилниците учесниците неформално се образуваа, но имаа можности да соработуваат меѓу себе, нагласуваат од Мултикулти, бидејќи главната цел на истите е потикнување на интеркултурниот диалог и меѓуетничката соработка преку културно и креативно изразување. Во рамки на проектот неодамна беа реновирани и просториите на Младинскиот центар во Куманово. Во Кратово во тек е 23-та поред меѓународна детска ликовна колонија Лазар Софијанов. Истата започна изминатиот понеделник, а ќе трае до петок и е во организација на Домот на култура од Кратово. 25 млади уметници и 4 ментори од Македонија, Бугарија и Србија се дел од 23-тото издание на интернационалната детска ликовна колонија Лазар Софијанов, која се одржува во Кратово. Годинава учесниците творат на тема староградска архитектура на Кратово. Традиционалната ликовна манифестација е во организација на Кратовскиот дом на култура. Изминатите години на колонијата учествувале голем број млади ликовни уметници, таленти од земјава и соседството, кои преку сликарските четки ја прикажуваат старата градска архитектура со акцент на старите кули, мостови и куќи. Делата што се создаваат во рамки на колонијата се изложуваат на многу поставки во земјава. Новиот министер за финансии Кирил Миновски посвечената изјава во собранието денеска изјави дека главен приоритет во неговата работа ќе бидат нови работни места, економскиот раст, инвестициите, унапредување на стандардот на граѓаните и подобрување на деловното опкружување. Извршувањето на функцијата министер за финансии представува огромна чест и секако одговорност. Главен приоритет за мене како министер за финансии на Република Македонија ќе представува процесот на креирање нови работни места, економски раст, инвестиции, унапредување на животниот стандард на граѓаните и подобрување на деловното опкружување на компаниите во Македонија, истакна министерот Миновски. Во рамки на 106-та седница на собранието, Миновски беше избран за министер за финансии на Република Македонија по оставка од здравствени причини на Зоран Ставрески. Инаку Миновски е доктор на економски науки, има 17 годишно искуство, работа на финансии, управување со проектен менеджмент и човечки ресурси и 13 годишно искуство во работењето на една од водечките светски консултантски компании, во имплементација на повеќе донаторски проекти на USAID во делот на градење и развој на институциите на Република Македонија во економската сфера и создавање поволно деловно окружување. Тој беше директор на управата за јавни приходи од 2015 година. Претходно од мај 2014 до ноември 2015 беше на позиција директор на Државен пазарен инспекторат. Бил директор на проектна единица фокусирана на обнова и изградба на 23 здравствени установи во Република Македонија, во секундарното здравство и изградба на клинички центар Скопје и клиничка болница Штип. Менаџер на компонента за извоз, проект за унапредување на инвестирање и извозот на USAID од 2010 до 2013.
2017, менаџерна компонента за реформа на пазарот на трудот и пензиски реформи, проект на USAID за унапредување на деловно окружување 2006-2010, менаџер за финансии и човечки ресурси, проект за конкурентност на USAID од 2002 до 2006, заменик директор на македонски банкарски проект на USAID од 2000 до 2002, менаџер на оделот за увоз на Орка Холдинг од 1997 до 1999 година. Со инвестиции во безбедни и квалитетни производи, македонските компании стануваат поконкурентни на домашниот и странските пазари, а забрзано освојуваат и нови. Со инвестиции во безбедни и квалитетни производи, македонските компании стануваат поконкурентни на домашниот и странскиот пазар, а забрзано освојуваат нови. Расте бројот на стопанственици од градежништвото, прехранбената, текстилната и хемиската индустрија кои се одлучуваат да се акредитираат. Во моментов има 189 компании кои добиле потврди за безбедност, а уште 40 чекаат да се заврши постапката. Со акредитацијата, извозот и пласманот на производи и услуги надвор од Македонија станува поедноставен, а компаниите полесно можат да учествуваат и на меѓународни тендери. Откако ќе се акредитираат, добиваат пасош за безвизен режим во меѓународна трговија. Сертификатите имаат тројно значење. Производите и услугите без дополнителни испитувања можат да одат на светските пазари. Нашите акредитирани компании да учествуваат на меѓународни тендери без дополнително да ја докажуваат нивната компетентност или стручност, а Институтот за акредитација може да извршува својата дејност и надвор од границите на Македонија, изјави директорот на Институтот за акредитација Трпер Истовски. Цените за добивање потврди за безбедност и квалитет се различни, зависи од тоа какви потреби има компанијата. Во однос на Европа и земјите од регионот, Македонија сепак има најниски цени. За дополнително да се зголеми свеста кај приватниот сектор дека предностите од акредитацијата се огромни, Институтот кој е единствено национално тело за оваа намена организира постојани обуки за стопанствениците. Швајцарскиот парламент гласаше за повлекување на барањето за членство во Европската унија. ЦИА соопшти дека Исламска држава работи на испраќање борци на Западот. Калифорнија ја престигна Франција како шеста најголема економија. Свето денеска. Швајцарија ќе го повлече барањето за приклучување кон Европската унија поднесено во 1992 година, одлучи кантоналниот совет, горниот дом на парламентот, со што ја поддржа одлуката на долниот дом, националниот совет. Барањето за влез во Европската унија беше поднесено во мај 1992 година, но во пракса престана да биде актуелно по референдумот во декември истата година, кога швајцарските граѓани со мало мнозинство гласаа против приклучувањето кон Европската економска зона. По објавувањето кон крајот на мај на годишното социолошко истражување Безбедност 2016 се увиде дека швајцарците можне го ценат високо независниот економски курс на земјата и не сакаат да бидат дел од Европската унија. Терористичката групација Исламска држава ќе продолжи да се обидува да организира терористички напади во западните земји, се наведува во пишаната изјава на директорот на ЦИА Џон Бренан, која тој ќе ја представи пред Комисијата за разузнавање на Сенатот. Бренан посочи дека Исламската држава работи на изградба на апарат за директни и индиректни напади врз странски непријатели, слични на нападите во Париз и Брисел. Според директорот на ЦИА, исламистите ќе користат партизанска тактика за да ги компензираат територијалните загуби. Тој нагласи дека Исламската држава располага со голем број борци на Западот, кои евентуално би можеле да извршат напади во земјите во кои живеат. Исламската држава постепено развива различни ограноци во силно поврзана мрежа. Калифорнија ја пристигна Франција како шеста најголема економија во светот, благодарение на силниот економски раст и јакнење на американскиот долар спрема други валути, се вели со официјални податоци. Најнаселената американска сојузна држава со бруто домашен производ од 2500 милијарди долари ја претекна Франција и Бразил, кој е погоден од рецесија, наведуваат американските медиуми. Економијата на Калифорнија лани е зголемена за 4,1% во споредба со целокупниот раст на САД од 2,4% и 1,1% во Франција. Според графиконот на Калифорниското министерство, САД се најголема светска економија, на второ место е Кина и на трето Јапонија, четврта е Германија, пета Велика Британија. Во Калифорнија лани беа отворени најголем број работни места во САД.
Македонската ракометна репрезентација го одигра реванш дуелот со Чешка и забележа победа, со што обезбеди пласман на светското првенство во Франција. Македонската ракометна селекција вчера вечер во спортскиот центар Борис Трајковски со мотивирана и супериорна игра успеа да го надомести за останувањето од минатата седмица од Злин кога беше поразена од Чешка со 22-28 и со 34-27 се пласираше на светското првенство кое ќе се игра во Франција во јануари следната година, обезбедувајќи го во континуитет шестиот настап на големите глобални континентални турнири. За подвигот по бледото издание во Злин без друго придонеси присуството на Наумче Мојсовски и Филип Миркуловски, кои последен пат настапија во репрезентативниот дрес. Надпреварот започна со очигледна решеност на македонските ракометари да се вложат целосно во остварувањето на задачата, што веќе во 6-та минута донесе позначајна предност од 4-1, а потоа со серија од 7-0 пред истекот на една третина од мечот веќе анулираа предноста на Чешка од Злин. Предноста продолжи да се зголемува и на полувремето изнесуваше солидни 8 голови. Македонските ракометари во ист стил го започна и второто полувреме и веќе во 36-та минута создадоа 10 голови разлика, а во 44-та минута по трите обида беше остварена максималната позитива од 11 голови. Потоа следеше моментот на кој домашната публика е веќе навикната и неминовниот пат во темпото на македонските ракометари, што им овозможи на чесите со серија од 3-0 во 48-та минута да намалат на 27-19. Во продолжение разликата постојано се движеше меѓу 8 и 9 голови, а на минута и половина до крајот чесите намалија и на 7 разлика. Сепак искуството и присебноста на Лазаров и Мојсовски придонесоа да се одржи ова потребна предност за пат во Франција. Манасков беше најефикасен со 11 голови, 8 постигна Кирил Лазаров, од кои 6 во второто полувреме, а Миркуловски се прости од националниот дрес со 100% учинок 6 од 6. Прибаки Мојсовски додадал по 3 погодоци, 2 имаше Георгиевски, 1 Стоилов. Борко Ристовски заврши со 7 одбрани. Кај Чешка повторно одличен на голот беше Мартин Галија со 11 одбрани. Светското првенство во Франција ќе се одржи од 11 до 29 јануари годинава, а ќе биде 5-то за Македонија, вкупно 9 настап на големите собири и 6 во континуитет од 2012 година. Одбојкарската репрезентација на Македонија вечерва против Албанија го стартува вториот турнир од Европската лига. Почетокот на дуелот е во 19 часот и 30 минути, а се игра во спортскиот центар Борис Трајковски. Македонската селекција која лани во ова надпреварување го освои сребрениот медал важи за фаворит. Македонија по трите одиграни надпревари на турнирот во Варна се наоѓа на првото место во групата со 8 бодови, додека Бугарија и Данска имаат по 5, а Албанија е последна без бод. Во терминот од 17 часот играат Данска и Бугарија, а со евентуален триумф на Бугарија нашата репрезентација ќе има големи шанси за пласма на завршниот турнир во Варна на 1 и 2 јули каде ќе играат 4 селекции од двете групи. Во групата Б, од вториот турнир ќе се одиграат од 18 до 20 јуни. Во оваа група прва е Естонија со 9 бодови пред Австрија со 6, Белорусија има 3, а Луксембург е без бод. Во недела на 19 јуни со почеток во 18 часот ќе започне 16-тото издание на мал фудбалски турнир Видовдан по повод истоимениот празник. Турнирот е во организација на српската заедница во Македонија и е предвиден да трае 10 дена. Во организација на српската заедница во Македонија на 19 јуни во недела се одржува мал фудбалски турнир по повод големиот празник Видовдан. Турнирот ќе трае 10 дена кога ќе се одиграат надпреварите за трето место и финалниот надпревар, на кој учество ќе земат вкупно 16 екипи распоредени во 4 групи. За најдобрите 3 екипи се предвидени награди, пехари, медаљи, како и награди за најдобар голман, стрелец и најкорисен играч. Во недела на 19 јуни ќе започне 16-тиот турнир во мал фудбал во организација на српска заедница. Тоа веќе стана една традиција во градот Куманово и луѓе веќе се запознаени дека и го очекуваат овој турнир во мал фудбал. Така да турнирот ќе трае 10 дена, поточно до 29 јуни. Во тие 10 дена ќе бидат и 2 слободни дена вклопени, односно на 25 и на 27 јуни, доколку наравно време не послужи и се биде во ред. Пред финалето на 29 јуни предвидено е да се одигра еден ревијален надпревар, како и настап на културно-уметничкото друштво Српски вес од Куманово. На турнир ќе учествуваат 16 екипи, кои ќе бидат поделени во 4 групи. Секоја група ќе има по 4 екипи. Сите екипи ќе бидат составени од 10 играчи кои нема да може да се менуваат во текот на турнирот.
Формат на играчите ќе биде 5+1, ќе се играат по 2 полувремења по 20 минути и ќе биде пауза помеѓу полувреме по 5 минути. Значи, турнирот се игра во секоја година во ист фонд. Имаше некои назнаки, прошла година имавме поголемо побарување од страна на екипите, да се направи некоја комбинација со 20 екипи, ама поради формат кој го играме веќе подолг низ на години, останавме во тој формат да се одигра со 16 екипи. Наградата за најдобра екипа предвидено е да ја додели големата фудбалска легенда Драган Мотибарич. Сите надпревари ќе се одиграт на теренот кај Соколана. Куманово може да се пофали дека е во тек со популарниот стрит воркаут или уличен тренинг, затоа што една жилава група момчиња напорно и вредно тренира и редовно учествува на надпревари. Овој пат ќе ги вгостат истомислениците во Куманово. Сила, издржливост, адреналин се привлечните страни на уличниот тренинг, екстремен спорт кој што зема замав ширум светот. А со движењето се во тек и група млади жилови момчиња од Куманово. Бар Гладиатори е кумановската стрит воркаут екипа, која што повеќе од 2 години е дел од оваа екстремна сцена во спортот. Има десетина приврзаници кои што практикуваат движења што се базираат на физички вежби, што се изведуваат на улица, во парковите и во училишните дворови, а се комбинација на атлетика, калистеник и паркур. Целта е да се поместат границите на издржливост. Она што особено ни представува задоволство е дека конечно и кај нас в недела ќе се одржи првиот меѓународен стрит воркаут надпревар во организација на Бар Гладиатори, на кој што ќе присуствуваат и учесници надвор од Македонија. Бар Гладиаторите воедно ги покануваат сите љубители на уличниот спорт да се пријават на надпреварот и да го направат овој настан уште поголем и повозбудлив. Надпреварот е поделен во 7 категории. Значи првата категорија и најинтересна категорија е фристайл, односно слободен стил. Тука имаме највеќе пријавени надпреварувачи. Значи по завршување на секоја дисциплина ќе има прогласување и објавување на самите победници. За предстојното надпреварување во недела, значи имаме ние екипата Бар Гладиаторс од Куманово, која што е формирана во 2014 година, организира прв меѓународен стрит воркаут надпревар во Македонија. Значи тоа е нешто ново, досега такво нешто во Македонија се нема случај. Ќе има учесници претежно од Балканот, а највеќе учесници ќе има од Србија, кои што ќе почнат да доаѓаат, уште во салата навечер ќе бидат тука. Бар Гладиаторите препорачуваат доколку се одлучите за уличното вежбање. Треба да бидете подготвени на тоа дека ништо не доаѓа преку ноќ, за видливи резултати е потребно долго време, а за врвни уште подолго. Макотрпна работа на себе, посветеност и откажување од некои задоволства. Времето во Македонија сончево и многу топло со слаб до умерен ветер од јужен правец. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Дневникот. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатно попладне.